Со спуштени ролетни и катанец на врата е секоја втора куќа во Штипско Стар Караорман. Речи си секое во странство или во Скопје. Повозрастните жители одовде со солзи во очите раскажуваат за тоа како некогаш со мака ги граделе куќите, а денес речи си секоја втора е празна. Велото толку убаво место за живење, исполнето со џагури, песни и традиции, денеска селото како да е немо. И оние што живеат овде се само повозрасни или млади кои едва и се бројат на рака. Многу убаво. Мислам мирно селото, вака многу убаво за седење. Не, сега моментално не е бавчичка, си имаме малку како за нас за јадење. Иначе не, па пензионери сме и двајцата. Не чувам, па да не им реше на комшиите, па жалат се, па ово. Исто како град, ја што те викам, само земјоделие. Имат земјоделие, некои сточарство, имат крави, некои. Така, еден има овци тука и повише. Ретко, слабо се избега. Се сме таа генерација пензионерите што чуваме куќите дома. А помлади? Нема, има овие што се ученици се. Има се. Само народ треба пари да има, да обстане. Прво толку колку што има. Има ли млади? Нема млади. Гледаш, тие кои се од 78 сум тука живеам. Направија и така остана. Бех по Италија 30 години кусур. А вашите наследници дека се? Мој еден е седи во Италија остана, еден е Скопје. Значи нема млади? Нема млади. Те го затворија во Германија. Јас и он задни и поштаме куките. Он умре. Седно остана. Продолжи, направија куките за мно. Еве, колку има горе-долу жители моментално? Моментално, не можам бројчен да кажам, јас сум странец скоро. Некој има стокачка малку, крај 5, там 10 чува. Другите... А едно време како беше туку, убаво ли беше? Јас бев како електричар, работех во сервис во Рос, Македонка. Од Копошта назад до 89 година. Така нешто. Излезех и назад не се врнах више. Не знам да ти кажам, јас сум дојдена сега од странство. Не ми се свиѓаат овие работи што нема многу деца, сега знаеме ние колку се дечињата, али има стари луѓе што не се подвижни, што не можат, колички возат. Жителите одовде кои пред камерите на Емнет телевизија храбро застанаа да говорат, велат нивните комшии се сите во странство. Додаваат дека овде животот е мирен и убав, но потребно е да се работи за да се преживее. Не се тука, ја вие одма до наша, тие се во Италија, тие се во Германија, вие се во Италија, се се некаде по странство. Така стоат. Мислам со стари, само со стари. Се ваша генерација? Да, ама кажувам тие што помладите што се, има тука само еден, со двајца учениците, тие се. Уво мало. Куки ја, замок. Таа, гледаш, у странство, замок. Празно, тука е куки убави. Нова куки, таа. Инаку селото се наоѓа во северниот дел на општина Штип од левата страна на реката Брегалница. Селото е рамничарско, сместено на надморска височина од 310 метри. Од градот Штип селото е оддалечено 6 километри. Подрачјето на Стар Караорман било населено уште од железното време, зашто сведочат остатоци на повеќе наоѓалишта сместени во близина на селото. За време на српската окупација, од 1919 година до 1941, селото силно настрадало. Во 1915 српските војници одвлекле од селото сумилјади овци и неколку чифта запрежен добиток. Денешното село е настаното со спојување на двете некогашни села – Горен Караорман и Долен Караорман.